Добро вечер и добре дојдовте. Го следите новото издание на Fair Play. Секогаш ми е задоволство да бидам ваш домаќин и одново да ги отвараме темите поврзани со спортот. Некако ова е убав период, откако полека завршуваат сезоните во сите спортови, веќе имаме шампиони, а и такви кои што ги водат финалните битки за титула. Вечерва наша тема ќе биде одбраната со тројца чувари на ракометната мрежа, кои што веќе сезонова си го одработија своето на клубски план и му помогнаа на Скопски Вардар да дојде до својата 15-та титула во домашното првенство. Имам супер гости, затоа ве канам да останете на Телма и да уживате во новото издание на Fair Play. Откако Вардар ја освои официјално домашната ракометна титула, Борко Ристовски, кој што веројатно се уште си го носи епитетот министар за одбрана на Македонија, на социјалните мрежи и во јавноста даде пофални зборови за своите помлади колеги, зборови на поддршка, па сега ќе пренесам како тој се изрази. Посебно сум горд на овие две момчиња за двајцата сезона за паметење. Мартин Томовски, еден од најдобрите голмани во Европа, Васил Гогов со огромни чекори гази напред. Следна сезона, глава горе и нека небото биде лимит за вас. Ова беше една од причините поради која што се инспирирав, имав желба сите тројца да бидат мои вечерашни гости и затоа им посакувам добре дојде во студиото на Fair Play, значи Борко Ристовски, Мартин Томовски и Васил Гогов. Добре дојдовте. Благодарам. Борко, многу убави зборови си одбрал за помладите колеги и секој чест заради тоа што си подготвен да ги поддржиш. Верувам дека навистина го мислиш тоа што го кажа. Па, еве, ајде сега малку раскажи ми како изгледаше сезоната за сите тројца. Па добро, најнапред благодарам за поканата. Што се однесува до констатацијата која што ја кажа пред малку, мислам дека сосема заслужени да ги наречам епитети кои што беа напишани од моја страна или ставени на Инстаграм, на Фејсбук, не ми текнува кај беа. Затоа што верувајте дека и двајцата, и Мартин Томовски, откако дојде, почна да се гради како еден голман кој што заслужува да биде голман прв на Вардар, заслужува да биде голман за Лига шампиони. И со право оваа сезона е еден од најдобрите голмани во Лигата на шампионите, еден од најконстантните голмани во Лигата на шампионите. Верувавме дека го има тој потенцијал, не се работи само за талент, треба да имате и карактер, треба да сте работник, тој ги поседува сите тие работи, затоа ние се одлучивме да Мартин биде дел од нашиот тим, да му дадеме шансата да едноставно го фрлиме во оган за да научи да види каков е патот и како треба да играе својата кариера. И одлично се снајде во таа улога. Да, затоа и кажав, еден од добрите и најконстантните голмани во Лигата на шампионите, дојка со Васил ситуацијата е малку поинаку. Васил го повикавме малце покасно во нашиот тим, меѓутоа на големо изненадување на сите. Напредуваше побрзо од колку што очекувавме. Ние очекувавме за не оваа сезона, за следната да го достигнеме и напред, меѓутоа тој не изненади сите позитивно, нормално и како што напишав и таму, гази со огромни чекори напред и се претвара во една вистинска позитивна конкуренција за Мартин. Кому му е потешко? На Борко, кој што на некој начин треба да ве подучи, научи да биде трпелив со вас, или вам ви е потешко заради тоа што мора да го слушате постојано неговите забелешки и така? Не знам дали е секогаш фин или некогаш и не е фин. Ќе ми кажете вие. Добро, дефинитивно ни е тешко и на сите нас тројца. Он и со неговата работа завршува веќе со неговата кариера при крајот е. Веројатно дека сака све од себе, мислам од сето негово искуство и човечко и ракометно да го пренесе на нас помладите. Сигурно не му е лесно, бидејќи сака сето тоа да ни го пренесе, но добро, мислам дека и свесен дека и нам ни треба време и најбитно е што учиме, напредуваме и
секогаш се стремиме нели за подобро утре и да бидеме Нормално. подобри и поквалитетни во иднина. Има ли некој пат кавги, така, посериозни кавги? Не знам, ако се случи грешка поголема, да кажеме, на надпревар или на тренинг ако не се дава максимумот и така. Знаете да се подкарате или не баш? Големи кавги нема. Тоа е нешто ситно, кога нели најнормално има недоразбирање. Луѓе сме сите, нормално е да има грешки. Не е ништо, не е голем. Сепак функционира функционираме тимов добро и како што треба. Често во јавноста знаат да има коментари за голманите. Нели? Па дури понекогаш се и навредливи или коментарот типот ако тој играш бил подобар, ќе бил дел од нападот, да кажеме, немало да биде ограничен па да мора да го чува голот. Свесни сме и сведоци сме колку пати голманот бил и најдобар поединец, така и колку пати надпреварите биле добивани ради добра одбрана. Но како ги доживувате тие коментари? Знаат ли да ве погодат или Па, ќе бидам искрен, во минатото, ете, како помлад јас, секогаш ме интересираше и што мислат и другите, но како поминува времето, едноставно социјалните мрежи, Facebook, Instagram, едноставно тие коментари ги почнувам да ги игнорирам. Веројатно Борко тоа веќе одамна го исклучил и ги игнорира тие коментари. Веројатно, да. Едноставно мислам дека секој човек, секој спортист секогаш сака да го даде најдоброто од себе. Такви коментари најчесто знаат, мислам, да те уназадат, доколку те допираат, да. те допираат, доколку ги читаш, ти се вртат во главата и затоа едноставно ја одлучив за себе лично дека треба да ги избегнувам и само да гледам напред, нормално. Да. И да напредам. Васил има најмалку искуство со сите овие работи, меѓутоа, ет, кажи ми ти како гледаш на овие нешта, имаш ли голем притисок понекој пат, нели, кога очекувано си под лупата на јавноста, на публиката и не секогаш ќе кажат добри зборови луѓето за твојата игра? Па не, реално, како што кажа Мартин, пробам да ги избегнувам коментарите на јавноста. Повеќе слушам критики и пофалби од клубот, од поискусните и слушам кога ми кажуваат кои ми се грешки, па пробам тоа да го поправам за напред од јавноста. Борко, кога биле можеби најтензичните моменти од твојата кариера? Играше во големи клубови и сега таму постои моментот на конкуренција меѓусебно во тимот што ти ја спомена. Веројатно дека една Барселона на пример нема да чека дали си ти во добра форма или не си, дали ти е денот или не ти е денот, се бара победа и тоа е тоа. Си имал ли тензични периоди во кариерата кога си морал со дури последни сили да се бориш за своето место во тимот? Еве да зборуваме на клубски план. Многу нормално. Секој кој што сака да направи кариера голема и да играте во голем клуб, нормално е да се откажете најпрво многу работи, како помлад да жртвувате дел од својот живот, да го посветите својот живот на успехот, да речеме, така да притисок има секаде, и во Вардар, и во Барселона, и во Рен-Некар Левен, и во Гумерсбах, и во Катар, значи секаде кај што сум настапал има притисок и голманите се посебно на тапет затоа што се Зошто е тоа така, Еве? затоа што сте последна пречка пред грешката, да ја кажеме. Значи може да направат пред вас тројца грешка и никој нема да ја примети таа грешка, меѓутоа вие кога ќе направите грешката, Да, највпечатливо, да. највпечатливо. Без разлика што има многу систем кој што 99% од луѓето кои што гледаат ракомет или спорт на телевизија на трибини не ги разбираат тие работи. Меѓутоа грешки која прават се знае точно која ја направил грешката, меѓутоа ја знаеме ние. Добро. И луѓето кога ќе видат секогаш е голманот. Јас, например, мене ми одговара да имам таа улога или ќе бидам највеќе критикуван или ќе бидам највеќе фален. Да речеме, јас сум играл највеќе пред 17.000 луѓе. Значи да имате таа моќ, под знак наводници, да расположението на 17.000 луѓе зависи од вас, затоа што вие сте последниот, мислам дека тоа е едно убаво чувство кое што носи притисок. Привилегија носи притисок, меѓутоа е убаво чувство. Така да израдувате 17.000 луѓе, тоа сето тоа дава една мотивација и така треба да се гради кариерата. Низ тие мали ситници. Оваа сезона ќе научам 2-3 ситници од Васил, следната ќе научам 2-3 ситници од Томо, четвртата година ќе научам од некој друг. Значи, низ тие ситници вие треба да се градите карактерно како спортист и како човек нормално паралелно. Така да притисоците се нормална работа и секој кој што на стартот нема да расчи со себе дека без притисок и без да го се носи тој притисок, нема да може да направи кариера и не прави.
Во моментов имате сите привилегија да играте за таков клуб кој што значи многу и за Скопје и за Македонија, а меѓу другото во нашиот шампионат имавте интересни дерби надпревари во кои што сите уживавме. Знам како беше од страна, кажете ми како беше таму долу на терен. И во Битола, и во Скопје, и најпосле во Кавадарци. Дали беше тешко? Голем беше притисокот? Ке бидам искрен, беше турбулентно, беше и непријатно, но сепак и позитивно, бидејќи можеше многу да се добија. Пред се онаа прва утакмица во Битола, веројатно беше и од најголемо значење во тој момент, бидејќи со тоа го освојувавме нели првото место. Како поминува работите, нели имавме еден пораз во Скопје од екипата на Еврофарм. После таа утакмица, после тој надпревар, некако и притисокот раснеше дека наредниот меч мора да го добиеме. Се разбира, ние во Вардар, ето така, мислам дека и тоа и останало, си има некој менталитет изградено, победнички, и играчи како Тимур Дибиров и Столе Стоилов, кои се дел од таа стара генерација, подпомогнати со Борко Ристовски, кој така имал и долга искусна кариера, веројатно го пренесува тој менталитет на сите останати и нас ни многу полесно и веруваме во тоа и нормално е нели да си има подеми и падови. Нормално тоа било еден ден каде што сме изгубили еден меч, но секогаш одиме напред и мислам и притисокот дека беше највеќе на страната на Еврофарм, а помалку беше на нас. И мислам дека и многу полесно поминавме, бидејќи верувавме во тоа. Ние во еден момент немавме сомнеш дека може на таков начин да изгубиме титулата. Мислиш ли дека ќе беше, ајде така да се изразам, многу трагично ако не успеевте да одбраните титулата? За целокупната атмосфера во Вардар, заради тоа што сега сте една добра мешавина на стара гарда, носители на игра и млади сили. Па сигурно дека беше еден огромен потрес за клубот, затоа што клубот се уште не е стабилизиран како што сите очекуваат или очекуваме да биде. Меѓутоа работиме на тој план да клубот стане стабилен финансиски, да не зависиме од одредени поединци, меѓутоа некои институции да го преземат управувањето на клубот и да нели така го стабилизираме финансиски клубот. Меѓутоа ќе беше огромен удар за Вардар, затоа што тогаш ќе беше уште потешко да се најдат спонзори, тогаш ќе беше уште потешко после не знам колку години да титулата не биде во Скопје, па нема да играте во Лига шампиони, значи ќе требаше сигурно 1-2 години клубот да се врати во нормала. Да, и меѓутоа, како што кажа и Мартин, навистина Вардар е еден победнички тим, Вардар е склоп на играчи кои што освојувале титули, на играчи кои што имаат победнички менталитет и без разлика на негативната, ајде да кажам, атмосфера која не дочека или сите оние навивачи кои што беа во Битола и стварно беше многу. Не ви беше воопшто лесно. Па не беше лесно, меѓутоа пак ќе кажам, многу е побаво да играте пред публика, без разлика што навиваат против вас, околу да играте пред празна сала, така да стварно беше огромен влогот на тој надпревар, не само за шампионска титула, меѓутоа и за иднината на Вардар. Ние сме среќни што успеавме на крај да го добиеме тој надпревар и титулата си остане Скопје. И вашите навивачи кои што ви дадоа соодветна поддршка како и секогаш. Ајде сега кажете ми кое е можеби најдоброто нешто кое што сте го научили или го учите или го слушате секојдневно од Борко Ристовски? Искуството кое го има, како во тешки моменти да се вратиш во игра, како да го надживееш тој притисок да не те сопира, да баш дава така прецизни совети ги споделува Да. со вас, да кажем и од моменти кога тој бил на ваше место, ајде. Да. Не учи од негови грешки кои што правил, наши грешки не ги посочува кои се за да не ги правиме во иднина, да. Добро, Мартин, напредува. некој така посебно добар совет? Па, посебно. Дека секој ден е борба и дека секој ден е нели нов ден и секој ден може да научиме
нови работи, да ги поправиме старите и да се стремиме кон подобро. Не си изгледа Борко многу строг. Така ми делуваат. Немаат Добро, проблеми не изгледа да сакаат да- соработуваат со тебе. Не. Или не Ние сакаат имаме еден да однос кој што е стварно Пријателски? без затоа што сум многу постар од нив, меѓутоа се трудам да, ајде да се кажем, да се спуштам нивно ниво со годините и да ги разберам за сите оние грешки кои што ги прават, што нормално и јас ги правам и до ден денес, и да пробам да некој искуство, дали некојаш директно, дали индиректно да им го пренесам за да бидат спремни за тоа што ги чека во понатамошната кариера и живот нормално. Верувам дека ги интересира особено и вашите фанови до кога ќе останете во Вардар и до кога ќе го носите црвено-црниот дрес. Се знаели во овој момент? Официјално? Ајде, Јас потпишав нов договор уште 2 години, ќе сум сигурно во Вардар. уште 2 години. Добро, одлично. Јас сум и официјално уште една година со сигурност во Вардар, бидејќи ова ми е веќе втората година од мојот 2-годишен договор, бидејќи јас претходната година потпишав. Си важи тоа што веќе е подпишано, Борко. Па добро, ќе видиме. За Се Борко зависи од најтешко е прашање, го знаев. Јас, ако јас се прашувам само ја би прекинал сега одма и би го отстапил местото на нив двајца. Честно, но од што зависи тоа? Зависи од тоа како ќе се осеќам после одмориве. Значи од тебе. Да. Добро. Како ќе се осеќам после одмориве, да видам како ќе успеам да се рекуперирам од затоа што веќе 22 години јас не сум заминал на одмор како што треба, секој се тоа по 7 дена одмори, 11, 12, така да оваа година веќе во декември минатата ветив на мојата сопруга дека ќе доволно те толерира. дека ќе Добро. отидеме барем 50 на дена на одмор. Така да ќе пробам да го испочитувам тој договор ова лето и ќе видиме како ќе се вратам од. Па веројатно и заслужен Ќе одмор биде и најпосле. чудно за мене затоа што ја не можам да мирувам повеќе од 7 дена до 10 на едно место, така да ќе се комбинираме некако, ќе се Добро, ќе се но и обедуваме приватно за имаш поиш. начин за одржување на кондиција, така имаш Па син добро, кој што да, имам син кој што е не застанува буквално 12 сати активен. Станува во 6 часот на сабајле во 7 и одма почнува активност, така да ме доаѓа ме буди, одма да почињаме да играме со негова активност, така да ќе биде интересно, ќе видиме како ќе заврши лето. Кажете ми како ја прославивте титулата. Имам таму некои интересни информации, ама прво самите да ми раскажете. Има некој традиционален начин на прославување на кој што помладиве се приклучуваат или секоја година? Па не, значи заеднички ја прославиме цела управа, сите спонзори, сите играчи. Нормална прослава со Што е тоа, чекај? Што единствена е нормална традиција. прослава? Тоа ми Па со интересира сега. единствена традиција Мартин пее на секоја наша прослава или собир. Најталентиран е или има најголема желба за настап јавен? Па окей пее, ама Музички. изгледа има некоја желба за јавен настап, така да. Добро, имам, ќе се приклучам, извинете, имам Слободно. една песна и така, секогаш сакаме да се испочитуваме таа песна, сите ме пратат и убаво е за атмосферата, сите се чувствуваат. Кажи ја Опуштен. песната која е, знам дека на прослава било отсвирана 5 пати. Не, Три еднаш беше. Три пати. Три пати. Па добро, другите два пати Златна не средина сум се дојавен, договорено. Само еднаш кога сум успеал, оган под звездите, Ова- тоа од меморија. Ова ми се Ова доваѓа база. македонска песна Да, дека да. му е баш хит и дека сака да си отпее добро. Добри се, македонци се деца, ги учиме да си ја сакаат и почитуваат својата држава. Така да. Тоа дополнително имаат шанса да го докажат и покажат. Ова ми се надоврзува, ми го надополнува разговоров. Ќе имате, се надевам, доволно време за одмор, сами ќе ми кажете пред да дојдат репрезентативните обврски. Ќе бидете ли дел од следниот собир на репрезентација? Веќе почнам од Па Васил. да, јас сум на списокот за медитерански игри. Ова ќе ми биде прв настап за македонската репрезентација и Чувствуваш возбуда, Да, чувствуваш да. притисок можеби затоа што притисок, па и не толку многу, ама возбуда да, пошто од кога почнав да тренирам, го очекувам овој момент кога ќе можам да заиграм за репрезентацијата на Македонија, па ќе видиме како ќе. сепак е честа голема Голема и јас чест, ти да. посакувам да ти биде сета оваа приказна успешна и среќна. Се надевам ќе бидеме сведоци на твои убави настапи. Мартин? Добро, следен собир, следно надпрерување се медитеранските игри во разговор со тренерот, со нели тие Стручниот делови, штаб, така, да. стручниот Со штаб, федерација, да. со федерацијата. Мислам дека нема да бидам дел од истите, бидејќи
имав доста напорна сезона, јас така се осеќам и не беше лесно бидејќи се вратив во Македонија. Имав голем притисок да го покажам тоа што го знам и што го сакам. Не беше лесно дефинитивно. Знаеме и македонската јавност како ги осудува нормално, но и како ги фали тие Да, по моменти промени во вашите кариери, точно. Но ето така, мислам дека тоа е мојата одлука. Чувствуваш дека е подобро сега да си земеш време за одмор? Одмор, бидејќи и претходната сезона, од кога се вратив, немав и доволно време да одморам и сакам оваа прилика да искористам за тоа овој летен одмор, бидејќи до година следува, според мене, мислам дека е уште потешка сезона, бидејќи сакаме да одиме и клубски и репрезентативно напред, едно скаливо погоре, но се разбира. Секогаш ќе бидам тука за Македонија да одговорам на сите предизвици во иднина, нели ни следуваат и квалификации за Европско првенство во ракомет во Германија, ако не се лажам, и следната година на светско првенство во Полска и Шведска. Да. Ја нема да видам дел репрезентација. Борко, ќе го прашам кое е неговото мислење за репрезентацијата. Нормално и таму промена на генерации, атмосферата се разликува од година во година, меѓутоа вака кога ги следиш на стапите на ова сегашна постава, какво е твоето чувство? Да. Секогаш сум бил искрен и реален и пробувам малце од дистанца да ги коментирам сите тие работи. Мислам дека треба да направиме една вистинска промена на генерации. На вистина да ја подмладиме репрезентацијата, а не делумно како што е сега, моje мислење тоа, затоа што имаме неколку играчи кои што заслужуваат шанси, кои што треба вистински да добијат шансата, а не само да бидат бројка на големиот принудени на собери. Ако вистински сакаме и треба, и ако очекуваме од таа репрезентација или генерација да за година до две од сега направи успех или да ги повтори успесите кои што ние ги правевме во наше време, да не звучам сега многу старо. И брани Борко Ристовски и повтор пат како круна на оваа плескава негова партија и на македонската ракометна репрезентација. Беше едно од најзвучните имиња што се однесува до македонскиот репрезентативен ракомет на страна твојата успешна кариера интернационална клубска. Откако во јавноста зазема одредени политички ставови, кај голем дел од луѓето тоа предизвика негативна енергија или одбивност. Дали некој пат ти е жал за тоа, заради тоа што на некој начин самиот си ја донел таа одлука и си одбрал, нели, јавно да ги кажеш твоите ставови, последиците ги споменав пред малку. На дел од луѓето тоа можеби многу им се допаѓа, на дел од луѓето има разочарување зошто еден наш репрезентативец да тоа го направи. Каква е твојата страна на приказна? Мојата страна е многу едноставна. Најнапред мора да сме свесни сите на жалење или на радост дека без политичка позадина вие не може да направите суштински промени во на нито едно поле, па така и во спортот. Ако сакате да направите суштински промени, ако јас сакам да се заземам и да помогнам на спортот и цело мој искуство да го пренесам, се она што сум го доживеал како играч, како човек кој што сум го видел 15 на 20 години надвор од државата и да го пренесам тука, ја нема да можам никако на никаков поинаков начин да го пренесам и да можам да направам промена ако не е тоа системски. Системски подразбира дека тоа мора да биде политички. Добро. Значи јас како спортист успешен, најуспешните како сакате кажете, меѓутоа не можам како индивидуа да направам суштински промени. Не можам, нели, како да излезам сам со пред влада и да протестирам. Не сум го кажал никаде, можеби не е момент сега, можеби е, меѓутоа јас сум тргнат од репрезентацијата политички по наредба на X висок човек, не е ни битно, не сакам да навлагам, меѓутоа јас сите тие пресметани ризици ги знаев и пред да јавно се одлучам да заставам на таа страна. Не очекував дека ќе биде толку радикално и хардкор против мене, меѓутоа на крајот на денот јас сум човек кој што е апсолутно независен од никој и апсолутно слободен од сите стеги на општеството и финансиски и човечки и карактерни како год да е. И држам до тоа што го кажав тогаш, што ја ми наставот сега
во иднина ќе бидам уште порадикален јас, затоа што треба да се направат промени во спортот кои што на вистина ќе дадат шанса на млади деца, на деца кои што вакви кои што заслужуваат, а не да се користи спортот. Мене ми е многу жал што се достигна ниво во Македонија да спортот се користи за политички алатки. Тоа нема шанси јас да го толерирам. Не толерирам неправди, така да тие се некои две-три работи кои што ме испровоцира да застанам и да заземам страна, затоа што верувајте дека Македонија спортот не ни оди во добра линија. Ние имаме блесоци фудбалска репрезентација, Да имаме успеси кои што се репрезентација. речиси невозможни ако човек малку подобро знае кој е целиот процес за да се Па се тоа достигнат. сакам да го кажам. Значи, луѓето кои што се позади екраните не ги знаат работите, меѓутоа ние кои што сме во работата суштински ги знаеме со какви проблеми се соочуваат и сите наши клубови, сега ќе зборам конкретно за ракомет, клубовите со какви проблеми се соочуваат, дали наоѓаат финанси, дали не наоѓаат. Така да треба едно системско бришење на сите оние недостатоци. Само да знаеш, те држам за збор. Оваа изјава си постои како таква, дека што и во иднина да правиш ќе биде за доброто, дај Боже, на спортот или ракометот. А времето ќе покаже кој какви намери има, нели? Сите кои што ме познаваат знаат дека мојот единствен цел е влагањето во политика е за да направам се за спортот се врати на старите пати. Добро, бидејќи повеќе време немам, ми останува ајде да одиме поред. На Мартин да му посакам да се одмори убаво, добро здравје и да собере сили за следна силна сезона. За Васил кажавме, среќно во репрезентација во новите предизвици, а Борко да дава вистинска, се надевам, поддршка и добра енергија во ракометот и спортот. Во секој спорт ни е потребна апсолутно. Секогаш. Стојам на тоа што го кажав сега, стојам на тоа што го кажав пред неколку години, така да. Ви благодарам многу на тројцата и се гледаме во следна прилика пак. Благодарам вам на поканата. Фала ви многу уште еднаш. Со нашите гледачи ќе се поздравиме, пред тоа стандардно да ги погледнеме рекламите. Се надевам дека уживавте и со вечерашното издание на Fairplay. Знаете, секогаш ми е задоволство да зборуваме за убави теми поврзани со спортот, особено кога станува збор за нашиот домашен спорт овде во Македонија и за нашите репрезентации. Со нови убави теми се гледаме повторно, а до тогаш останете во добро расположение и секогаш заедно со програмата на телевизија Телма. Довидување.